момента 17 часот и 15 минути означува уште еден термин за вашата омилена емисија на фреквенцијата на телевизија Сонце, односно уште еден книжевен разговор во емисијата од своја страна. Овој пат со велешанецот Анде Јанков, кого имавме чест да го погледнеме во некои од минатите изданија од своја страна, меѓутоа денес ќе му посакам топло добри дојде повтор пат на Анде овде во студиото на телевизија Сонце. Ти благодарам што ја прифати поканата. Фала ти поканата, Викторија. Кажи ми како се чувствуваш? Добро е во пресед на сајмот за книга да исто и да испромовираме нова книга Само Бог простува и малку по-детално, за разлика од минатиот пат и за целото моје творење што така, да фокусот на нашето денешно интервју, на нашиот денешен книжен разговор ќе биде токму твојата најнова книга Само Бог простува, односно третата книга од крими триологијата. Имавме Сигурен ризик, Виенски гамбит и најновата Само Бог простува, која што ќе биде фокус на денешниот наш разговор. Ајде повеќе за Само Бог простува. Да, тоа се работи за трето дело од крими серијалот кој што го почна од 2020 година. Нова приказна која што еве трета година поред ја представуваме пред македонската читателска публика. Овој пат се работи за повеќе убиства. До сега беше по едно убиство имаше во книгите, сега се работи за серијски убиец кои што харани скопските улици. И нова приказна во животот на главниот протагонист, полицискиот инспектор Виктор Николов, кој што ќе има нели како цел задача за да го улови тој серијски убиец. Мене ми е особено драго што конечно ова дело испадна тука пред македонската публика, бидејќи е најлично дело до сега кое што го пишувам. Значи добро дело на позадинска приказна која што го гради скелетот на книгата е нешто што лично ми се има случено во животот мене и фрла еден малку критички поглед на моменталниот живот. Што е тоа што може лично да се случи од еден крими роман? Па таа е некоја позадинска приказна која што нема да откриеме сега за читателите, нели? За да избегнеме спойлери, но сепак фрла некоја општествена критика на моменталното општество, на судството, на здравството. Да, познато ни е тоа дека ти во твоите дела всушност си го правиш тоа, фрлаш некоја општествена критика, односно критика на се она кое што некако се провира низ општественото живење. Кажи ми колку ти е предизвик тоа во твоите книги да го правиш? Е предизвик бидејќи треба. Има ли некоја граница до каде одиш? Па сега за сега не, меѓутоа еве да видиме, најавив неодамно дека почнувам нова книга, петтиот роман кој што ќе биде нели продолжение на Само Бог простува. Ќе видиме тој дали би испаднал до година или може ќе требаат година-две да се заврши, но пак ќе најавам дека и во тој ќе можеби ќе чачнам некоја скокотлива тема поврзана малку поразлична од ова што сега го сретнавме во Само Бог простува. Но од друга страна пак е предизвик бидејќи сакаш да ги отсликаш работите на вистина како што се. А таа една приказна пак нели да си се извози во тој фазон како што беа досегашните романи. Колку поозбилни теми третираме, толку е можеби по-предизвикувачки да се напише книгата, но еве на крајот од оваа книга исто така и дејството полека го фаќа моменталниот момент на корона време, така што веќе читателите ќе добија впечаток дека читаат нешто актуелно што се случува нели во нашите животи. Така, има ли поврзаност со претходните две книги во дејството и колку е таа поврзаност? Дејството е поблиску, значи Само Бог простува почнува некои речиси 3 месеци после завршувањето на Сигурен ризик на претходниот роман. И тематски можам да кажам дека е поблизок сепак до Виенски гамбит, отколку до претходниот дел, иако поблиску е временски до Сигурен ризик. Намерно беше сместено дејството така за она првична трилогија од приказната да се заврши. Сега во секој нареден дел малце дејството би рипало, па еве ќе најавам кога да биде завршена таа четврта книга, сепак неколку години веќе ќе бидат поминати од. Така со четвртата планираш да го завршиш овој дел? Па не мора да значи, меѓутоа дефинитивно приказната ќе скокне повеќе години, можеби некоја нова трилогија нели поврзана за овие ликови, меѓутоа сепак ќе можат овие три книги засебно да си стојат. Колку се вистински ликовите во самото дејство? Па вака сега, оние кои што го знаат романот, знаат дека еден од протагонистите е писател, нели? Неодамно добив една позитивна критика од мој колега писател кој што рече дека го познавам Анде во повеќе од ликовите, значи не само во еден. И тоа верувам дека секој автор го прави, не можеш точно баш во еден лик да нели да внесеш се. Несомнено низ диалозите ќе сретнуваш и во едни во други ликови помалку од авторот, особено нели
доколку читателот го познава лично домашниот автор. Така, Анде, која издавачка куќа се одлучува да застане позади тебе? Дали е тоа истата можеби Антолог? Да, значи Ајде за соработката со си продолжуваме со Антолог, бидејќи застанаа цврсто за овој серијал, а и мојот прв роман Едно лето на Крит исто така под нивна палка падна од минатата година. И јас сум радосен на таа соработка, бидејќи се доста испаѓаат во пресад на македонските автори, па еве сега и уочи на сајмов на книга ќе имаме во рамките на него и промоција, нели, која што ќе се биде организирана од нивна страна. Да, сега ќе најавиме токму и промоцијата која што ќе се случува на 5 мај овде во Скопје во Борис Трајковски, воедно како дел од нели сајмот на книга кој што се организира секоја година. Што ќе се случува таму? Да, па оваа година реши организаторите сајмот да го повлечат натре во рамките на Борис Трајковски на самата сала. Така? Информации се мои дека ќе си има прес-центар каде што домашните автори, нели, кои што извадиле книги во очи на сајмот, ќе си ги представат истите. Да, со нели промоции, па ете така и како за мојата. Ќе биде ли тоа голема промоција, можеби планирана? Па се надевам сега колку ќе ни дозволи, нели, просторот и времето, меѓутоа секогаш прем 3 години назад ги представувавме книгите тука пред скопската читателска публика. Виенски гамбит беше во МКЦ промовиран, така што еве сега во рамките на сајмот малку да смениме, и мислам дека ќе има добра интеракција со читателите, бидејќи сакаат нели да добијат книга од домашен автор, а сепак кога е во рамки на сајм тоа е сето малку поинтерактивно. Така, книгата излезе крајот на месец март. Можеби веќе нели доставена, односно дел од неа можеби распродадена кај твоите читатели. Што вели читателската публика, задоволна ли од оваа последна книга твоја? Може би уште рано, меѓутоа од оние, кои се првичните впечатоци? Да, оние кои што доправат впечатоци до мене се навистина позитивни. Едноставно, ете така, делото им легна на оние кои што се љубители на овој серијал, може би најмногу, повеќе од првите 2 книги. И тоа мене особено радува, бидејќи колку една книга е подобра од претходната, едноставно не е мотив понатаму да продолжиме да пишуваме. И на онаа платформа Goodreads и во книжевните групи на Facebook, едноставно си, нели, гледам ги оставаат своите впечатоци и ете ќе ги поздравам тие администраторки исто така таму кои што се дел од книжевните групи и се надевам дека и придонесуваат ли книжевните групи за подобро читател да ги спознае нашите домашни автори, колку имаат влијание денес? Па верувам дека имаат, бидејќи еве и некои нередовни читатели така, сепак се присутни на Facebook. Така. Кога ќе испане некоја рецензија, ако е добро напишана, верувам дека влијае за некој да појде и да си ја земе книгата. И имам слушано луѓе кои што кажале дека токму кога сретнале на социјални мрежи, нели, слика или рецензија, па си набавиле некоја книга. Предпоставувам се споделуваат искуства за одредени нели автори, па да, се шири тој круг на читатели. Сега е лесно да се допре до крајниот читател, нели, доколку да, па тоа се предностите на дигиталната ера која што живееме. Е близок до оние кои што нели се присутни на социјалните мрежи, дефинитивно. Така, ти соработуваш со продукцијата Златан Зап, водиш книжевни разговори. Ајде повеќе за таа соработка. Првичната цел е, предпоставувам, промовирање на нашите млади домашни автори. Да, дефинитивно го спомнавме малку и минатиот пат кога гостував кај тебе. Сега привршуваме со третата сезона од Букастот книжевни разговори со Анде, која што овој пат ја водиме со Златан за продукција и си има визуализација на Facebook, на нивната страна. И нели во оние книжевни групи ги постираме со така видеата. Оваа сезона поминавме пак отприлика 20 автори кои што се представија со своји нови книги и тука претежно ги одбирам да се нови, но доаѓачки мешам некој пат со некои етаблирани, ако треба тематски, нели, и можеби со некои уредници на издавачки куќи кога има нешто ново да се понуди. Меѓутоа, се што е интересно, еве, мислам дека ќе завршиме и со Сајмов, како една емисија посветена на Сајмот. Сакам на посуптилен начин да се доближат авторите до крајните читатели и малце да се открие повеќе за нивниот живот. Расположени ли се за разговор нашите автори? Се па горе-доле на сите на кои што им пристапил, да, прифаќаат и сакаат едноставно да бидејќи сега да бидеме реални нема лош публицитет, нели, а и ова е сепак горе-доле прифатена емисија и еве трета сезона веќе си тера. Се надевам дека во едно од наредните сезони би седнали во студио како тебе, па нели едноставно би
би добило на финална форма која што имам замислено кога почнав, нели? Така. Што се случува, еве да се навратиме со едно лето на Крит, што се случува во тој дел, односно со тоа твое дело? Ми напомена дека нешто во план е и филмување на некои од твоите дела, па ајде првично за тие идеи да споделиме. Така, да. Тоа е една друга страна од моето творештво која што се надам ќе се изреализира во некоја си филмска верзија, порано или подоцна, бидејќи такви се книгите кои што си подлегнуваат на такво едно снимање, нели филмско. За едно лето на Крит си имам и спремено сценарио за мини серија или за филм, зависи како би одлучиле нели со некоја филмска продукција. И деновиве се одвиваат некои такви разговори со одредени личности тука во Скопје. Се надевам дека конечно ќе се добие некоја си таква можеби модерна приказна, бидејќи едно лето на Крит е coming of age приказна која што е со јака порака, а сепак е некој си авантуристичко дело кое што може да се сними и да се прикаже тука нели пред нашите љубители на филмската уметност. И кога би имало нели повеќе информации за тоа, секој дека нели ќе бидат известени, меѓутоа во добра насока да работите во секој случај. Така, Анте, напоменавме многу проекти, многу активности. Кажи ми, работи ли некоја екипа, стои ли некој позади тебе, многу луѓе како да се вклучени во целиот овој процес? Така. Потребно ли е да имаш ветер во грбот вистинските луѓе? Дефинитивно. Еве да тргнеме од тој маркетиншки аспект, значи јас, иако сум економиста, сепак тој дел можеби и тука имам најмногу помош на некој начин, на креатива, нели? Меѓутоа, да, еве ги Златен за продукција застана од аспект на промотивен аспект позади мене. Секогаш тука издавачката куќа Антолог, нели, која што нели излегува во пресвет, па и моите најблиски, и едноставно нели земнички напор се трудиме нели да извадиме што е можно подобар финален нели производ тука пред нашите читатели. Секогаш кога се работи за книга, тоа е малку нели се чека нормално. Книга да се напише ти треба прилика година дена барем за овој мој жанр најмалку. Но еве да речеме дека во рок од 5 години сепак се кристализира некои 4 дела тука пред македонската публика и еве ќе најавам, ако не до година, тогаш 2024 сигурно нова книга би се нашла на пазарот нели од мене. Како го поврзуваш еве економист со писателството? Може ли еден економист да биде добар писател? Зошто не на книжевност, туку на економски или отпосле се јавува желбата за... Отпосле се јави таа желба за книжевност. Иако сепак не се одлучив да студирам, си го завршив тој економски факултет, меѓутоа пак тоа се носеше некои други предности, бидејќи колку повеќе делови од животот опфатиш во едно дело, во една книга, толку побогато е на некој начин делото. И фала Богу, јас имам доста активности позади мене, па и во Само Бог простува, луѓето го препознаа. Едноставно, мислам дека некој спомна дека твоите книги веќе малку ги шират границите на она што е досега познато во македонската крими трилер сцена. Едноставно го отсликуваат можеби тоа модерно време во кое што живееме во Македонија, се разбира, нели? Меѓутоа пак ќе речем во некоја од најните книги дејството ќе се рипне и настрана, како што беше случај со Виенски гамбит, па едноставно ќе се даде по малку и модерен. Читаме ли крими трилери како народ и даваме ли шанси на младите, односно на нашите домашни автори? Па, сега е неблагодарно се рече дека не читаат, а можеби само тоа читаат. Јас би сакал повеќе да се чита и нешто друго. Но да, трилерот си е, да речеме, популарен, нели, книжевен жанр секаде, не само Македонија, и дел од предизвикот мој кој што беше за да отворам во овој жанр беше да видиме дали може рамо до рамо да испаднеме на нашиот пазар со нели оние современи европски писатели трилер, дали се скандинавски или централноевропски, сеедно. И па еве од оние нели оцени кои што ги добивам до сега велат дека да, ова е светско, а наше. Не само јас, и некои други наши писатели кои што нели почнаа да творат во оваа трилер сцена, и мене тоа особено ме радува, ми е драго, бидејќи ќе оди некој начин литературата на повисоко ниво. Уме нашата читателска публика да даде конструктивна критика денес? Да. Може би порано не беше тоа така, но гледам дека сега оние кои што читаат доволно, нели се подковани, едуцирани, знаат да укажат, и едноставно не се случило еве барем за овој серијал нешто претерано негативно да добијам. Мислам дека ќе си продолжи понатаму така. Зошто Само Бог простува и дали насловот кажува за содржината? Да, дефинитивно ова е доста привлечен наслов и малку луѓето продава насловот денес? Дефинитивно продава, и овој Само Бог простува беше на тој начин одбран, бидејќи
Тоа е твоја идеја? Да, се навратив на прошката, можеби ја очи Велигден, нели, како тематски, меѓутоа и овој роман зборува повеќе и за одговорноста, која што произлегува од нашите постапки, како пред себе, како пред Бога, така и пред самото општество. И пораката фактички на романот е дека одговорноста во крајна линија ослободува. Добре. Иако може би звучи малку неразбирливо, нели во прв поглед мислиме дека одговорноста те ограничува. Така. Но кога ќе се прифати одговорност за собствените постапки, во крајна линија тоа не издигнува на повисоко ниво и не ослободува како личности. И мислам дека како општество тоа и ни треба, бидејќи секојдневно гледаме ситуации каде што можеби таа одговорност некои се обидуваат да избегнат, нели, па едноставно книгата сугерира дека сите сме еднакви пред Бога, треба да бидеме пред законот. Зошто треба да ја прочитаме? Бидејќи е некоја си ментална, нели, стимулација, и верувам дека отсликува онаа реалност која што сега живееме и ќе ги поттикне читателите во крајна линија да се запрашаат дали ова навистина така и се надевам дека пораката, нели, ќе си ја разбере. Во крајна линија литературата како уметноста се филтрира низ секоја личност посебно и многу луѓе една книга ја читаат, нели, неколку пати, па секој пат наоѓаат нешто различно кистото и секој едно дело сите луѓе на различен начин го доживуваат. Анде, во повеќе наврати ја спомнавме твојата пета книга која што ни ја најавуваш, дали ќе биде тоа нешто сосема поразлично од овој жанр, еве конкретно и за действијата и за ликовите? Не. Се уште не би бегал од оваа приказна. Размислував доста на таа тема и одлучив однодамна да сепак да се пишува на четврта книга во овој серијал. Добре. Меѓутоа, можеби по крајот на таа книга би скокнал малце и нешто би напишал некоја стендалон приказна. Јас би сакал некој пати некоја литература за деца можеби или нешто што Да, си размислувал ли нешто надвор од границите кои што еве сега ги работиш, можеби нешто за деца? Би било тоа, меѓутоа претпоставам дека малку покасно во моето творештво, но верувам дека после таа пета книга можеби би скокнал малку и нешто друго би напишал, некоја си книга можеби и да не е белетристика. Има ли идеи? Стојат ли идеи во фиока? Има идеи, меѓутоа кај мене процесот таков никогаш не се готови, па сега ајде да бираме која ќе ги следна, туку една по една се излегуваат, така, но си оди поред. Имам некоја замисла од некои си 10 проекти кои што би ги извадил, нели, во текот на мојот живот и сега со оваа пета сум на некоја половина. А серијалот сепак ќе биде тука некои 6-7 книги, така што ќе има простор за уште нешто така, нели, посебно. Паралелно со издаваштвото добиваш и награди, ајде за последната. Да, тоа, значи, тука се работи за нели, едно лето на Кейт беше добитник на Романијада. И тоа си стои, нели, така како на корица, нели, и све. И мислам дека можеби луѓето па и тука некако им стана блиска книгата, бидејќи кога нешто ќе добие награда, па нели сите викаат вау. И се надевам дека и некоја следниве книги Ти значат наградите? Да. Значат бидејќи ајде се обидуваме да се додвориме на книжевната критика, но во крајна линија мислам дека сепак главен нели читател е сепак крајната публика, нели широка. Така. Анде, покрај сајмот на книга кој што ќе се одржи на 5 мај во Борис Трајковски, на кој што ќе ги поканиме еве и нашите гледачи да присуствуваат воедно и на самата твоја промоција на Само Бог простува, што ќе биде следно на твојата агенда, што да очекуваме ново од тебе? Па, во моментов работам на превод на моите книги за странски пазар. И би виделе дали тоа би се случило оваа година или некоја наредна, но како и да е нели ќе бидат известени во секој случај читателите кога би се случило таква работа. Така, мерките на ковид пандемијата и веќе тоа при самиот крај почна да се олабавуваат, колку целиот тој процес на 2-3 години, целиот тој процес можеби го отежна патот на литературата на книжевниците денес. Го отежна од аспект на презентацијски, нели, аспект, но инаку мислам дека луѓето се желни за настани, за подпишување на книги, за промоција, мислам дека тоа дефинитивно. Така, многу ти благодарам што беше дел уште еднаш од своја страна, што еве токму овде во оваа емисија ја промовиравме Само Бог простува ете на некој начин. Ќе ти посакам успешна промоција на сајмот на книга и ќе посакам да се видиме само за успешни приказни.
Почитувани гледачи, Анде Јанков во најновото издание од своја страна, промоција на неговото најново дело Само Бог простува. Книгата можете да си ја набавите преку авторот, исто така и во сите продажни места на издавачката куќа Антолог. Јас овде ќе ве поздравам и ќе упатам посебна благодарност до бутик Мајмуна и до мојата шминкерка Самра и Мери. Овде ќе ви најавам наша нова средба за една седмица. До тогаш останете во добро здравје и бидете ми поздравени.